Дојдовме да посетиме тука во населбите Сточен пазар и Жабино мало како се одвива градбата на новото основно училиште кое беше побарање на овие две урбани заедници, на децата кои учат до 5-то одделение, а сега мора да патуваат со организиран превоз до Рампо Левката и до Климент Охридски училиштата. Значи, изградено е веќе карабина, ќе биде едно од најубавите и најмодерни училишта на територијата на општина Прилеп, енергетски ефикасно училиште. Капацитетот на ова училиште ќе биде 150 максимум до 200 деца да може да прими до 5-то одделение. Ќе има парно грејне, термофасада, соларни панели за да се снабдува училиштето со енергија, значи по сите европски стандарди. Проектот за изградба на училиштето е обезбеден со средства од буџетот на локална самоуправа во висина од 7 милиони денари, меѓутоа вкупниот проект со се опремата внатре, опремување на училиштето и сите потребни да речем работи кои треба да овозможат пуштање на ова училиште во употреба, ќе изнесува уште некаде 3 милиони денари или вкупно околу 10 милиони денари. Се надевам дека овој проект до крајот на годината ќе заврши некаде околу нова година, можеби на денот на градот, патронот на градот Свети Никола да биде и пуштено во употреба. Во план е сега се изведува и канализацијата со пречистителната станица, колекторите ќе врват тука покрај реката. Во иднина планирано ние комплетно уредување на кејски ѕидови на реката, а исто така и потпорни ѕидови, че има комплетна канализација, нормално водовод, снабдување на училиштето, улицата ќе биде асфалтирана до училиштето и комплетно уредување на дворното место со градина, со детски игралишта, спортски игралишта, се она што треба да биде потребно да максимално функционира ова училиште. Ова реков уште еднаш дека ќе биде енергетски ефикасно, едно од најубавите училишта на територијата на општина Прилеп, а исто така понатамошните проекти кои ќе бидат насочени во однос на сите основни и средни училишта ќе биде уредување на фасадите со термоизолационен материјал, со што во многу ќе заштедиме од користењето на енергија и трошоците за енергија. Значи тука сме во населбата, односно во урбаната заедница Сточен пазар, каде што се гради новото подрачно училиште на основното училиште Рампо Левката, училиште кое што беше побарање, значи на жителите од овие две населби, би рекол одамнешна желба на тукашните жители, затоа што помалите деца патуваат некаде околу 2 километри до училиштата моментно кај што учат, сега ќе го имаат ова ново училиште тука, би рекол во нивната непосредна близина, што сметаме дека како локална самоуправа представува полн погодок за овие две населби. Реков, имаше барање од овие две урбани заедници, значи нашиот градоначелник советот има слух, значи одобрија средства, се обезбедија средства за да можеме ова, односно за да може ова училиште, се надеваме крајот на ова или почетокот веќе на наредната година да профункционира и веќе да нема потреба овие деца да патуваат со автобус. Инаку повеќе пат имаме напоменато дека уште од 2005 со доаѓањето на ова локална самоуправа, значи обезбедивме превоз за тие деца, значи еве 12 години учениците и од двете населби, значи се носат со превоз кој што е обезбеден од локалната самоуправа во основните училишта Климент Охридски и Рампо Левката. Изградбата ново училиште, рековме, преку 10 милиони денари инвестиција и веќе со инвестирањето во ова училиште и во останатите училишта, некаде ова локална самоуправа во изминатиот период од 2005 до 2017 година во сите училишни објекти кои што ги имаме еве на територијата на општина Прилеп околу 40, значи има инвестирано над 12 милиони евра и не застануваме тука, се надеваме дека и во иднина ќе реализираме уште многу проекти, се со цел нормално, значи да имаме модерни услови за нашите дечиња, односно за нашите ученици да учат во модерни училишта. Канцеларија, не се санитарио,
Ще додайте Бистра планина. Ама Трайкон е Головски леко училиште, го кажав на Кермосто. Zato samo vizitiram i krenuo. Така е, на трак. До крајот на годината, така?